Од Штип започнува македонската пролет. Од денес македонските браќа и сестри ќе бидат по улиците се додека оваа тиранија не падне од власт, порача Александар Пандов од Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН, кој денес заедно со уште стотици граѓани од целата држава пред Штипскиот затвор им дадоа морална поддршка на осудените за настаните од 27 април 2017-та. Беа во право кога тврдеа дека ќе биде променет уставот на Република Македонија, беа во право кога говореа дека Македонија ќе стане двојазична земја. Веројатно како бонус ни на сон, во најцрниот сон, нити они, нити ние тука присутните не верувавме дека Зоран Заев ќе се дрзне дотаму да не бугаризира, да ја брише македонската историја и да докажува заедно со неговите коалициони партнери Каракачанов и Захариева дека сме бугари. Нивната борба е и наша борба. Тагата не сближува, ама болката не обединува. Болката што тие ја трпат, болката што нивните семејства ја трпат, е вечната болка на македонецот во борбата за слобода. Уставобранителите се во затвор само поради тоа што му пружија отпор на владењето на Заев кој е полоши од Сталин. Живееме во време кога затворите се полнат со патриоти, а не со криминалци, порачаа говорниците на денешниот масовен протест. Ние младите имаме неколку пораки кои сакаме да ги упатиме до премиерот Зоран Заев. А тоа е дека притворените патриоти за нас представуваат модерни Гоце Делчев, Јане Сандански и модерни револуционери. Им порачуваме на јаничарите на власт дека Македонија ќе ги надживее сите нив, ќе ги надживее овие јаничари кои што ја парчосуваат Македонија. Од Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН истакна дека во моментот околу 400 граѓани поради политички прогон се приведени или одлежуваат казна затвор.